Да, како што е веќе познато, германскиот канцелар Фридрих Мерц предложи еден нов план за интегрирање на земјите од Западен Балкан, Украина и Молдавија во Европската унија. Како што кажа, тоа било чекор по чекор интегрирање. Околу оваа тема ќе разговараме повеќе со поранешниот македонски амбасадор во Бразил Ивица Боцевски. Господине Боцевски, го слушнавте сигурно предлогот на Фридрих Мерц, односно писмото кое што тој го прати до европските лидери. Според вас, што значи ова за Македонија и дали е добра порака? Па извонредна порака е секоја можност за продолжување на процесот на европска интеграција. Не треба да се лажеме, процесот на европска интеграција е запрен и застанат. Не во смисол на одвивање на преговорите на некое техничко ниво, туку во смисол на крајноста на тој процес, односно нема јасен крај. Ниту една од балканските земји во моментов нема јасен крај со полноправно членство во Европската унија, вклучително и Црна Гора, која што сега е предводник на процесот во формален аспект, не и во суштински аспект. Оттаму секој предлог кој што би овозможил целосна интеграција на земјите од Западниот Балкан, на Украина, Молдавија, барем во единствениот пазар на Европската унија, учество на земјите од Западниот Балкан во политиките, следење на политиките е подобро од ова што ги имаме сега. Да се разбереме, ова не е нов предлог. Овој предлог многу одамна кружи. Сеќавате на онаа сондажа која што ја правеше францускиот председател Емануел Макрон пред околу 5 години, кога тогашниот македонски председател Пендаровски во наводници храбро го одби овој предлог. Мислам дека тогаш стануваше збор за едно кратковидно гледање на политиката. Односно, очигледно е дека после францускиот референдум од 2005 година, освен за Хрватска, беа затворени вратите за сите од Западниот Балкан и за сите останати. Вратите евентуално би се отвориле за Исланд после референдумот, за Норвешка или Швајцарија, кои ќе посакаат влез во Европската унија, но не и за нас. Жалосно е ова. Можеме да дискутираме од каде доаѓаат сите овие работи. Јасно е од каде доаѓаат. Тоа е еден црн, обскурен аспект на европската политика за кој што ретко зборуваме, меѓутоа треба да зборуваме отворено. Односно, европските политичари по францускиот референдум и холандскиот референдум од 2005 година се преплашени едноставно од нивните бирачи и сметаат дека проширувањето дало еден вид на негативен набој кај гласачкото тело и против актуелната политичка елита и против самиот процес на европско обединување, што е погрешно, нели? Меѓутоа, политичарите на секаде во светот не се луѓе кои што мислат на следната генерација, туку се луѓе кои што мислат на следните избори и затоа ги имаме ова што ги имаме. Меѓутоа, храбри ова што се случува, очигледно заради Украина, значи да се разбереме, никој не мисли на Балканот. Балканот и покрај тоа што ние овдека сакаме само влюбено да зборуваме дека има стратегиско значење, во овие констелации нема никакво стратегиско значење. Односно, Европската унија едноставно може да функционира со една мала фавела внатре, која што се вика Западен Балкан. Но Украина го забрзува процесот и очигледно е дека за многумина дека тоа што ќе добие Украина мора да го добијат и земјите од Западниот Балкан, мора да го добие Молдавија. Треба да го следиме овој процес, доколку дојде до било каков суштински исчекор, а суштински исчекор нема без влез на сите овие земји во единствениот пазар на Европската унија, тогаш тоа треба да се поддржи од сестрце. Впрочем, мислам дека ние како земја треба да се приклучиме кон иницијатива што дадоа премиерот Рама и председателот Вучич со најавнена колумна за Frankfurter Allgemeine Zeitung, односно луѓе, дајте ни да влеземе во единствениот пазар, дајте ни нашите граѓани и нашите фирми да ги уживаат предностите на единствениот пазар, а ќе почекаме додека таму се свестите дека станува збор за не за европјаниот втор ранг, туку за европјани кои што равноправно треба да учествуваат во кроењето на еднината на континентот. И кратко ќе прашам околу Бугарија. Знаеме дека Бугарија е нашиот главен проблем на европскиот пат, односно блокадата бугарска. Дали може би Европската унија би требало да има некои механизми да ја олабави Бугарија, да кажеме на ова? Не знам дали го следеше моето образлагање. Јас не мислам дека Бугарија не го имаат проблем. Јас мислам дека се кријат зад Бугарија други земји кои што имаат проблем со сите земји од Западниот Балкан. Да не беше Бугарија, ќе беше некој друг. Можеби Малта ќе најдеше некој проблем со Македонија, било кој. Значи, не е проблем Бугарија. Не е проблем Бугарија. Проблемот е она што се крие. Значи, Бугарија си зема за право да го прави ова што го прави, токму заради тоа што нема одлука на ниво на Европската унија за целосна интеграција на земјите од Западниот Балкан во Унијата. И затоа е беспредметна оваа дебата што ја правиме сега во јавноста,
се слушна нели наводно и некој референдум. Јас сум за референдум утре, еве, ајде утре да правиме референдум, дали сте за влез на Македонија во Европската унија. Ќе помине со огромно мнозинство. Нашите граѓани не се глупови. Нашите граѓани ќе гласат. Меѓутоа, на истиот референдум ако има и второ прашање, дали сте за влез на Македонија во ЕУ со прифаќање на францускиот предлог, исто така со огромно мнозинство ќе биде одбиен овој предлог. Демократскиот волја на нашите бирачи треба да влезе во израз. Токму затоа не треба да се брза. Значи, што и да се стави на маса, треба да се прифати, а прифаќањето на ова што го зборуваме со Бугарија треба да дојде низ еден процес на еден сериозен диалог меѓу Македонија и Бугарија. Диалог каде што ќе се приде со добра волја од двете страни, посебно од нивната страна, и се разбира, тоа треба да биде последното нешто пред полноправната интеграција на Македонија во Унијата, не предходно. Тоа беше разговорот со поранешниот амбасадор Ивица Боцевски околу најновиот предлог на германскиот канцелар Мерц околу тоа како би требало да се проширува Европската унија во иднина.